Здраво на сите, јас сум Батодени, Final Stage Digital Media. Ама не се гледаме. Леле, чекай. Сега по-добро, да. Здраво, јас сум Батодени, Final Stage Digital Media пробиштип. И овоа видео е наменето за Евана и за тоа ќе биде малку некултурен. Ќе го кажам наслово на видеото, а тоа е Сексот и градот, сексот и селото. Пошто сум од приградска населба селото Пробиштип, кај што ние ностоп снимуваме струја, затоа што имаме нов трансформатор од Евана. И сега, пошто немаме струја, ја морам со вакво нешто да импровизирам. И да имам секогаш при рака нешто вакво што се држи, за да можам, кога ќе одам, да не се сопнем некаде во собота. Сега, пошто има моментално струја, ајде да искористиме струјата и да го направиме видеото. Да ви кажам уствари зашо е во видео. Зашо го правам овој видео за Евана и за сексот и градот, сексот и селото. И да ви биде интересно. Ајде. Абе, друго си е кога ќе го исклучиш овој, кога ќе си имаш струја, па имаш угодности, пак нели не си у село, него си у град, држава. Мислиш дека си Америка, а не селото Пробиштип. Чекай, пошто има сега струја, да уклучаме се. Пошто ја работам од дома, ја се греам на струја. Чекай да видим. Да не речете дека лажам. И горе и доле. Инвестирано е над 80.000 денари у грејни тела, арно, ама немаме струја. Се, што е финтава со ова видео? Финтава е што целата поента за ова видео е пардон, малку сум настинат, пошто нели од това, пошто ностоп имаме грејање и жива вода стануваме, а тоа што немаме грејање и сме настинати од ладното, тоа Евано не ги интересира. Битно дека на после 15 треба да дојде сметката. Anyway, да продолжам. Неодамна, некаде, ајде да кажем, 2 години, ни стави еден трансформатор тука на кривината горе, во селото Пробиштип, од кој што трансформатор треба да зиеме струја и комшијата пред мене, од него нагоре со се мене и другите комшии, цела улица, смена новиот трансформатор. Се е убаво, нов трансформатор, нова технологија, арно, ама нешто е чудно. Таа нова технологија праве ние да немаме струја кога ќе дувне ветер у Скопје. Не да Боже да заврне, а сега есејно време, на пролет, лето, зиму врне, снемува струја. Пред 2-3 дена имаше снег, ајде, било невреме у цела Македонија, ајде да ги сватиме, немаше струја. Еве, денеска е среда, пак немаше струја. Пратив мејл, у едитинг после ќе го пуштам и мејлот што го пратив на Евана, уште у неделата, еве денеска е среда, ниту имам одговор, ниту ништо, се разгледува одговорот на Евана. Звонев во Евана во контакт за подршка за корисници и Скопје и подршна единица Кочани. У Скопје ми беше кажано дека господине поднесено е барањето преку мејл, ние ќе поднесеме тука барање дека немате струја, ќе проверат нашите екипи, ќе ве известат. Во реце, тие у контакт центарот немат ни појма, тие се контакт центар. Ако сакаш некаде да ги изфрлиш твоите фрустрации, јави се на контакт центар. И тоа е тоа. У Кочани ми го кажаа истото. Ке видиме, ке провериме, ке ви кажеме. Никој ниту ми се јави, ниту ми мејл парти, уште ништо. Среда вечер е веќе 6:30 саат. Ајде, налет на тоа, вчера немаше струја, пак морав да реагирам и во Евана Скопје и Евана Кочани. Денеска пак немаше струја, звонам у Скопје, господине имате поднесено барање, се очекува. Звонам у Кочани, дала господине имаме барање таму од горе, е стигнато горе е кај нас, ја не знам кај име тоа горе доле, јас знам кај име канцеларија у Кочани, ама не ме интересира горе доле. Ме интересира зашто немам струја. У самиот мејл беше пишано дека ја барам да се вратам на стариот трансформатор, значи нека ја продолжат линијата за уште една куќа, 2-3, ја да си спаднам у стариот трансформатор, нели секој си гледа за себе, јас си гледам за мене, не ми интересира за комшиите. Ама, вратиме на стариот трансформатор, да имам ја постојано струја, тоа мене ми треба. Јас се греам на струја. Работам од дома. Имам комшии кои се греат на струја.
имам комшија што има електронска врата, гаражна врата, која му се отвара на струја. Не може човекот да си отвори врата да си искара колата. Значи тоа не го сваќаат они од Евана. Доаѓаат екипи, сум ги видел неколку пати овдека, ќе дојдат, ќе видат, дечки работа, ова е Одиси. Абе ти Одиси, ама не работи, ти кога ќе отидеш? После 15 минути не работи, што правиме сега? Значи, барав од Евана и ќе си стоам на ставот и видеото ќе стои и онлайн, па не знам колку притисоци нека ми се јавуваат и нека ми звонат, гајле ми е. Се однаса за мене, за мојот живот. Не ми интересира мене за другите. Или ме врати на Евана, ово е до тебе, или ме врати на стариот трансформатор, кај што ќе имам јас струја, непрекинато, се дешава да снима струја, ама не како на новиот трансформатор. Или дојди извади си ги жиците и... Кратко и јасно, сметките се платени на струја, нема никакви заостанувања од моја страна, и да е сметката 1000 денари, 3000, 5000, 9000, 11000, платена е на време. Шо ми ја плаќам на време, сакам као корисник да бидам заштитен, тоест да си ја добивам услугата за која плаќам. Ке чекам одговор, ке чекам и од другата страна да видам кој ќе биде одговорот, пошто мене никој не ми се јавил, пошто мене никој не ми дал ни усмено, ни писмено објаснување на моите барања. Шом ќе го добијам, ќе направам и друго видео, со тоа што ја ги снимам сите разговори. Ке мене се снима 90% од времето. Било шо. Ќе ги снимам и ќе ги објавам лично, јавно да ги видите нивните одговори. Сакам да видам кој е одговорот од нивна страна и ако не може да си го направат, смени си го батка трансформаторот, стави си нов, стави си некој што е по истроен, некој што е по-функционален, или смени, или ресетирај го тој, направи го, да не е кој ќе дувне ветер у Скопје да снемаме ние струја. Поздрав, ќе има второ видео, чао!